Ако не го забележевме зголемениот број полициски возила и двојно повеќе полицајци, тогаш деновиве во Тетово ништо не потсетуваше дека револтот на студентите ја достигнал црвената линија. Се до завчера, кога повеќе десетици студенти од трите универзитети во Тетово не го кренаа својот глас. Од градскиот плоштад Илирија преку булеварот Линденска до двата универзитета во Тетово, државниот Тетовски и Универзитетот на Југоисточна Европа, тие веќе втор ден протестираат, искажувајќи го револтот од условите во кои студираат. Тие и денеска ги повторија своите барања. Доста им ги полневме џебовите на професорите. Сакаме квалитетни универзитети, а не партиски штабови кои ќе профитираат од нашиот труд. Мора да престане праксата студентите да мора да ја купат авторската книга на професорот за да добијат потпис, а студентките да добиваат непристојни понуди во замена за оценка. Под мотото додека се крчкаат условите нашите желби скапа, тетовските студенти бараат и финансиски олеснувања. Бараме намалување на студентските такси, изедначување на домашните и странските студенти. Бараме да се укине партиципацијата од 50 евра за двомесечната пракса на универзитетите и укинување на плаќање 100 евра за отпишување од некој универзитет. И додека едни протестира, другите своето време го минуваат во околните кафулиња околу универзитетите. Едни го поддржуваат протестот, други велат се е џабе. Ки бевте денеска на протестот? Не. Зошто? Не бевме. А ги поддржувате вашите колеги? Да, ги поддржуваме, но сепак треба да го гледаме и наша едукација. Ако има и они на кој пат, тука нема леп. Овде у Тетово, за Тетово збориме, никој нема тука. Само ако наđe некоја шанса, ќе иде и они. Џабе ќе што иде у школа. Ја имам син у школа, џабе. И он нема перспектива. Вика, хајде ќе го завршим школата. Кај ќе иде? Или у странство, или негде те работим за 200-300 евра. Ги поддржуваме зашто имаат право секој граѓан да протестира. Бараат подобри услови за да не си одат од татковината. По тоа треба владата да го среди тоа работа. И имаат право. Имаат право да протестираат. Од Штуловиот универзитет како приватен велат дека ваквите барања не се однесуваат на нив. Сите тие барања ние веќе сме ги имале порано, така да не се однесува до нашиот универзитет. Сметаме за тоа што ние веќе ги немаме. Ние немаме двојни стандарди во однос на домашни, странски, така кажеме, студент. Ние имаме многу студенти кои студират надвор од Македонија, сите го имаат истиот статус, значи во рамките на универзитетот. Исто така не постојат такви дополнителни плаќања во однос на тоа отпишување или во однос на некој пракса, значи апсолутно не се однесуваме, ние не се наоѓаме во таа група. А од Државниот универзитет во Тетово излегува со соопштение во кое меѓу другото пишува дека универзитетот никогаш не се двоумел да го слушне гласот на студентите и истиот да го вметне во рамките на програмите и во полза на студентите. За сите проблеми се кои се соочуваат студентите, во сите случаи кога имаше оправдани причини, ние секогаш сме ги презеле сите потребни мерки и секогаш ќе бидеме готови да останеме верни на овој хуман, етички и законски принцип. Раководителите на универзитетот, земајќи ги предвид параметрите кои се совпаѓаат со нашата мисија, но и со вековното страдање на албанскиот народ на овие простории, им порачуваме на студентите дека вратите на овој голем народен проект се секогаш отворени за нив. Но наместо отворени врати, наидоа на кордон полицајци, не им дозволија да ги достават нивните барања. Во врска со соопштението на ДУТ, студентите велат дека тие не бараат реакција од универзитетот, туку исполнување на конкретните барања. Тоа не беше она што ние го баравме од вас. Ние имаме конкретни барања што треба да се реализираат, а не да се коментираат од ваша страна. Универзитетите се места каде треба да се образуваме со знаење, а не за збогатување на приватни фирми на семејства, кланови и поединци. Проблемот со револтот на тетовските студенти за ректорот на Универзитетот Мајка Тереза Азис положение нормална работа и законска обврска на сите универзитети. Студентите на овој начин искажуваат своите незадоволства и ставови по однос на многу прашања кои што се ги оптеретува образованието. Очигледно е дека образованието веќе долго време поради други приоритети е ставено на страна. Министерството за образование и наука соопшти дека со внимание ги следи барањата на студентите со кои се во постојана комуникација како дел од процесите за креирање на младинските политики и одлучувањето во институциите на системот.
но студентите не им веруваат на политичарите. Најавија дека доколку за 7 дена надлежните не им ги исполнат како што рекоа конкретните барања и јавно не се произнесат за тоа, тие ќе ги радикализираат протестите. Најавија дека во следните 7 дена до крајниот рок на нивниот ултиматум ќе протестираат мирно како и досега, со собирање на плоштадот Илирија, марш по булеварот Илинденска до двата универзитети. И утре ќе не видите овде, и утре ќе не видите овде, и утре ќе не видите овде.